Неговите мајка и татко починале, но создале живот на момче кој допрва треба да го види животот. Младиот Никола Евтимов од село Градец има само 16 години, а од своја 6-годишна возраст поради болест ја губи и мајка си. На неа, за жал, многу и не се сеќава, па сите животни мудрости до лани ги учи од татка си. Пасење стока на планина, садење, работење, љубов кон животните, начин на преживување. За среќа, неизмерната љубов на неговиот чичко Миле нема да дозволи животот на Никола и Кира да продолжи во дом. Иако сам без сопруга чува и друг болен брат и син, сепак отстапил 2 кревета за своите внуци подготвен да го продолжи воспитниот пат, онаму каде неговиот брат мораше да застане. И нема да биде вистина ако Никола каже дека и во куќата на чичко му се чувствува како дома. Тој се уште домот каде му паднало папучето го смета за свој дом и во најстудените денови оди и седи во студените ѕидови подсетувајќи и фантазирајќи дека некогаш тука пак ќе го продолжи животот. Не е свесен како ќе се поправи таа куќа, но знае дека еден ден мора да се врати во неа со завет кон аманетот од татка си, да се грижи за себе најдобро што знае, исто колку и за неговиот брат Кира. Добар ви ден и добро дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка. Моето име е Оливера и денес ве носам кај 2 семејства кои го ставија своето срце на дланка бидејќи навистина тешко живеат. Се вели дека силните луѓе се секогаш со голема насмевка и со крената глава. Тоа е така затоа што веруваат во добрината на луѓето и знаат дека кога и да паднат, некој ќе им помогне. Тоа треба да го сториме и денес со двете семејства кои за многу кратко ќе ги видиме во емисијата. Навистина е многу тежок животот кога се расте без родители. За жал, Никола и неговиот брат ја имаат таа несреќа да живеат и да растат без двајцата родители. Бевме, ги посетивме во селото Градец и еве што тие кажаа за нивниот живот. Неговите мајка и татко починале, но создале живот на момче кој допрва треба да го види животот. Младиот Никола Евтимов од село Градец има само 16 години, а од своја 6-годишна возраст поради болест ја губи и мајка си. На неа, за жал, многу и не се сеќава, па сите животни мудрости до лани ги учи од татка си. Пасење стока на планина, садење, работење, љубов кон животните, начин на преживување. За среќа, неизмерната љубов на неговиот чичко Миле нема да дозволи животот на Никола и Кира да продолжи во дом. Иако сам без сопруга чува и друг болен брат и син, сепак отстапил 2 кревета за своите внуци подготвен да го продолжи воспитниот пат, онаму каде неговиот брат мораше да застане. И нема да биде вистина ако Никола каже дека и во куќата на чичко му се чувствува како дома. Тој се уште домот каде му паднало папучето го смета за свој дом и во најстудените денови оди и седи во студените ѕидови подсетувајќи и фантазирајќи дека некогаш тука пак ќе го продолжи животот. Не е свесен како ќе се поправи таа куќа, но знае дека еден ден мора да се врати во неа со завет кон аманетот од татка си, да се грижи за себе најдобро што знае, исто колку и за неговиот брат Кира. Мислам дека нема поболно од тоа да видите деца без родители. Денес од село Градец, Виничко, ви носиме токму таква приказна. Денес сме кај Никола Евтимов, кој што од многу мал е останат сирак, без мајка и без татко. Добар ден. Добар ден. Никола, јас сум Оливера. Јас сум Никол. Од Срце на дланка и ве пријави една тетка добра жена која што ми кажа дека живеете тешко и дека сте сами. Да. Што се случува во вашиот живот? Што е со твојот живот? Јас останав без татко, без мајка и сега сме кај чичко ми
и не може да бидеме многу време. Значи пораснеме, треба да си идеме у куќата. Таа куќа е од твоите родители, така? Да, Тука живеете сами со твојот чичко Да. и со неговиот син. Како ви поминува тука животот? па добро. Па чичко ме се грижи за нас и за школо пари дава. Значи не оставил така. Не ве оставил. Се грижи да бидете и обличени и нахранети. Каде учиш? Колку години имаш и која година си? Сега съм втора година. Втора година. 16 години. Да. За кратко ќе завршиш и училиште. Какви ти се плановите за после тука? Па завршил училиште да се вработа. Да си имам за мене. А брат ти, твојот брат, Па исто и он. како? Што е со него? Ми кажа дека не е добар. Не. Што му е? Па он е со посебни потреби. И не е болен, не Не може е здрав. да учи и да, Да. исто како тебе. А веројатно кога ќе се приселиш од тука од кај чичко ти планираш да го земеш и него. Да, Овде живеете. да. Добар ден. Добар ден. Ви сте чичкото? Јас сум чичкото на Николина Кирето. Чичкото херој што ги чува внучињата. Да. Погледнете. Како живеете? Како поминувате? Како поминуваме? Ден да дојде, друг да пројде. Ги земавте? Тешко. Не ги оставивте на милост и немилост Не. децата? Совеста не ми даде да ги оставам у дом да идат. Сепак вие сте храбар, штом ги израснавте од толку мали. Сега втора година, трета ќе закара како сам и ја земал. Нике. Со мен да живеат. Двојците него и брат. И Кире го чувате. Да, Сигурно не ви е лесно. лесно. Како може да биде лесно со се наплата лесно? Това е многу малце. Така. Состојбата е те гледате. У кој смисол? Некој пат може и да доеме до кат и леп не може да си купиме. Со петина члена семејство. А за болникот да не кажуваме. Имате и болен брат тука што го чувате. Да, те го лежи у кревет. Се е на ваша Се е на мој терет. терет. Од никој нема една банка, ни од брат или од некој да е рекол да помогне. Никола од многу мало устанал сираче, најпрво без мајка, а последниве месеци и без татко. За да не заминат со братот Кире во дом за деца без родители, бараат спас во закрилата на домот на својот чичко Миле, кој и да не му ветел на својот брат кој бил на смртна постела дека ќе се грижи за внуците, сепак по секој момент ќе бил подготвен својот залог да го дели со Никола и Кире. Па јас мајка ми толку не ја памтам. Со татко ми после останаваме. Јас и брат ми. Па он така одехме нели у продавница, ми даваше пари, чоколад се ми купуваше. Кога сакаше да ме води, ојде купи ми патки. Веројатно за мајка ти беше премногу мал за да, нели, Да, да. сигурно ти фалела низ годините. Да. Ја бараше, Па, прашуваше за неа. не сам толку прошувала, ама па неле помта така, ама не е убаво като татко. И брат ми не слушаше по татко ми така, като јас што го слушав. Ти беше поврзан со таткот ти. Да. Веројатно тоа ти беше и најголемиот удар кој го изгуби пред 2 години. Да, да. Тој ми за се помагаше. Он малечок се ми даваше пари, се ми даваше, се ми купуваше. Овде живееме јас и брат ми, он е со посебна потреба. Сите му помагаме, даваме му, помагаме му за нешто. Ние се грижиме за него. Чичко ни не прибра тука, значи не ни даде неле, да не откарат у дом, ние не сакавме, он не ни даде неле, да не откарат у дом. И сите сме тука, и братучеди, и браќа се.
Се сме заедно. Што има за еден, има за сите. На што те учеше таткот? Па да не пијам, да не се тепам, да уча. Па по-добро живеа него са. Има си, ще си родители, грижаше се за ник, онадеаше се. Се што да се деси, они си интересира за ник. А са, нема кој. Колка би беа кога ја изгубија мајката? Па Николчето нека е било 6-7 години. 2014 година 8 години е било. Маленко, но толкова и памти мајка му. Оно побише беше со татко му. Дека кренеше се со него. Оно у планината со татко му на Габи кренат со него. Барабар. Одеше, не се делеше од татко му. Никола. Толку беа поврзани. Како не поврзани, се заедно беа. Са последното такво, ко чисто падна, како 2 месеца, јас дека таму кај со него сам спал. Сите животни лекции ова младо момче ги учи од неговиот чичко. Тој подготвен дури и да се задолжи само на неговите внуци да не им фали ништо. И иако низ овој тежок период на растање со предучедот Никола живее како роден брат, тој свесен е и дека многу наскоро братучедот може да се ожени и ќе дојде денот кога тој и брат му Кире мора да ја напуштат куќата на чичко им и да се вратат во својот дом, кој во моментов е студен, без кров и нефункционален за живот. Сигурно нема лесно ни на чичко ти да ве расте со една плата. Понекогаш можеби чувствуваш терет. Како чувствуваш кога знаеш дека ти требаат пари, средства, нешто да излезеш, да отидеш со другарите, чичко ти нема да ти даде, може? Па, он може ќе ми даде, ама ако има. Ако нема, нема, не ми даде. Додека беше жив вашиот брат, таткото на Никола и на Кире, што ви велеше? Ви даде ли некој знак дека треба да ги чувате потоцна децата? Па он кажа, пред да угасне, на тебе ги оставам децата. Отија таму кај спиех додека му душата испадна, од таму и на работа одек. Ја удено по 3 пати, 4 пати сам од работата додел децата ми звонат да го онат. Тешко е. Многу е тешко мојот живот. А со се наплата со да не са 18-20.000 ги става. 20.000, со 20.000 5 членско семејство не може да издржиме. Самото социјално ме вика. Оние рекој ќе си останеме ние тука при Чичо. И ја прифанах. Тешко е. За да ги прифанеш да онадиш деца е многу тешко. Ама нема каде да идеш. Чичко сам нафанах се и ќе карам. Колку? Мога толку. Не тера они зорле од мене колку има толку. Шо јадат, шо јаде, а и они јадат, ама повише за нив гледам. Не може ни сметките да си платиме. Ќе дојдат ќе ни исклучат, додека дојде ја заплата да зема. Многу е тешко да бидеш самокралив на 5 членно семејство. Сапа плюс и овај каде е болен. Што чувствуваш кон него? Па дека е добар. Секој това нема да го прифане да не чува. Веројатно додека се жив ќе му бидеш благодарен. Да. Што во најтешките моменти ти се најде. Никој друг не посака да ви Не. подаде рака. Тој сам посака или вие го замоливте? Не, он сам се посака. Никој не ќе ни општина, ни никој да попита, чека бе на овај човек прифана тие две деца, дали му треба помош или не. Никој не е дошел да ме попита. Нема ни 8 месеца како почнаа да ни даваа пари преко социјалното. По некој динар, по 5.000 таму. Не знам баш колку се на Кирето, заврши школа 4.200 динара, он си ги зима. На негова сметка има и годините, сметка си има и си ги зима. А на Никола дечки му даваа таму колку се 1000 динара, ле се 1200, ле се не знам, и стипендија нешто и тие таму колку му пушта на мојата сметка на платата што легнува, не знам точно колку му дава и на него. Многу малце е пари тоа, за да се издржи со сник.
И што готвиш? Па леќа, грав. И во денот имаш време за се, одиш на училиште, правиш храна, чичкото иде на работа, не може. Има време. А како, кој ви готви, како ја одржувате куќата? Ние си готвим. Сино, они се научија прока мене. Повише на купечко сме. У продавницата. Ако немам пари, идат, кажал сам ја на продавачу, запиша, зема плата. Било кој да е Кирето, Никола, Глате, било кој да е од тројците, идат, земат, мора да јадам. Какви деца се Никола и Кира? Супер се децата. До сад слушаа, онадат, па од там, како раснат, така и проблемите ќе раснат. Сигурно ги сакате како своји деца. Па како не са мои. Ја ако не сам ги сакал како мои деца, нема да ги прифрна да изема. Да са со мене. А како се организирате? Куќава е сепак тесна за толку многу луѓе и веројатно не ви е ниту комотно за спиење. Па оно не е комотно, ама така мора да биде. Како се организирате за спиење? Па стуткани. А со што се занимаваш во денот, освен со учењето и што помагаш на чичко ти? Ми кажа дека имаш и конј, дека тоа ти е хоби, да чуваш животни. Да. Ги сакаш животните. Сакам ги. Каде го чуваш конјот? Дома. Во која дома? Па кај старата куќа. Сепак тоа ти е дом. Да. А тука како се чувствуваш кога тоа ти е дом? Не се чувствувам како да сам си дома. Сепак тука се чувствуваш како во куќа на чичко. Да. А кога ќе отидеш во твоите ѕидови, таму каде што си се родил, како таму се чувствуваш? Па моја куќи сам си. Се случува ли во лето да седиш таму кога е потопло, сега е навистина многу ладно за да не издржиш без грејење, да се седиш таму сам? Па одан не летото, те и сега кој е ладно, ода седиш таму, ама малце поседа и... Дури и кога е ладно идеш таму? Да. Јас ќе завршам уште 2 години, после ќе си вработам, ќе си печала, ќе помагам на брат ми, на чичко ми. И за него се ја грижа. Со нас е тука и он. И они се грижат, помагаа му, ја ако сам на работа. А што му е на него? Не е добар? Болен е. У неговци 3,5 месеца лежа. Не е добар, те го лежи у кревет. Се грижите за сите и сите чекаат на вашите 10 прсти. На мојата плата един. Се случило ли да ви побараат некој денар, вие баш во тој момент да немате средства? Па оно се догажда, ама јас дека иде заборча се од друг, ко треба да му се даде. Од друг иде заборча, до зема после врна му ги. Догажда се како не се догажда. Со се наплата не може да издржа. Мора да заборчиш, мораш да пишеш у продавница за крана за се. Сигурно вие сте и заслужени за тоа што тие се денес повеќе насмејани и што не се во дом. Па се тука се со нас, тука се израснали, тука се и другарчиња, тука се брачеди, чичовци, баби, дедовци, се се и тука у круго. Онамо виделе баба и деда ги, у старата куќа. Иде на тамо, ка по-згоре, ка има друга чича, имам ја на татко ми брат. Там се со сник и они ги гледа, помагаа и они. Не са ги оставили без ништо. Идат кај старата куќа, викнат ги на тамока, на сокче или чоколадка, било шо. Сигурна сум дека ова момче да не беше толку храбро пред камерата ќе прснеше во плач кој би траел со часови, зашто и покрај се неговиот живот е еден тежок миг во кој никој не може да му помогне да го свати. Свесен е дека со родителите може да биде заедно само во сонот, а и сигурно во некој сон таму ќе им раскаже дека ги исполнил нивните очекувања, ја поправил куќата и се грижи за братот Кире. Таму каде што е твојот дом, таму каде што си роден, во каква состојба е таа куќа таму?
Па таа е распадната, не може да се седи у неа. Сепак и треба реновирање за да Да, може да. да се преселиш никогаш таму. Од сите страни тече, не може да се седи, треба да се направи. Тече од сите страни. Усобите капео згорка преко плафонот. И да посакаат, еве, утре да заминат, сепак нема да можат да издржат. Не може да идат. И треба реновирање на куќата. Треба најпрво крово да се смени, најпрво крово е на ник најбитно. Државата да се окрене и крово да и се смени и това. Оно од другото како така ќе се крапели. Колку има за јадење за такво ќе гурка. Ќе настанат, ќе онадат, ќе се искарува. Ама јас дека немам финансиска такво крово да и смени и да и онада. Сигурно ќе дојде еден ден кога ќе треба да се вратат повторно во нивниот дом. Па они се на тамо надева. Они не може тука да сами си вика да живеат вечно туа со нас. Оти мојата е маленка просторија. Но како таму куќата не е направена? Тражиме помош од држава, од други организации за да помогнат да се направи. Што мислиш, до кога би можел тука да седиш? Па не знам, барчет ми, он ги има годините, утре може ќе се ожени, не може тука да седим. А таму пак е невозможно и да се преселите, бидејќи нели тече од сите страни. Бидејќи додека да се направи куќите таму кој ќе си живееме, таму кој ќе сме си заедно со брат ми. Каде би ти било најубаво? Што мислиш? Каде би сакал да го поминеш остатокот од Во животот? мојот дом. Многу е тешко, веќе па има некој Бога и душа да помогне. Гледајте во небото што е можно почесто. Тоа не смирува, ни го оплеменува животот. Можеби нема да ни ги реши проблемите, но ќе ни даде чувство дека не сме сами и дека она што сега го минуваме пред нас го минале илјадници други луѓе. Ќе го минат и илјадници години после нас, зашто ниту еден проблем и ниту една болка не е вечна. Еднаш мора да заврши, исто како и звездите во небото. Нема да бидат на истото место како ни луѓето што го исполнувале нашиот живот, но сепак не чуваат од таму горе. Неговите мајка и татко починале, но создале живот на момче кој допрва треба да го види животот. Младиот Никола Евтимов од село Градец има само 16 години, а од своја 6 годишна возраст поради болест ја губи и мајка си. На неа, за жал, многу и не се сеќава, па сите животни мудрости до лани ги учи од татка си. Пасење стока на планина, садење, работење, љубов кон животните, начин на преживување. За среќа, неизмерната љубов на неговиот чичко Миле нема да дозволи животот на Никола и Кира да продолжи во дом. Иако сам без сопруга чува и друг болен брат и син, сепак отстапил 2 кревета за своите внуци подготвен да го продолжи воспитниот пат, онаму каде неговиот брат мораше да застане. И нема да биде вистина ако Никола каже дека и во куќата на чичко му се чувствува како дома. Тој се уште домот каде му паднало папучето го смета за свој дом и во најстудените денови оди и седи во студените ѕидови подсетувајќи и фантазирајќи дека некогаш тука пак ќе го продолжи животот. Не е свесен како ќе се поправи таа куќа, но знае дека еден ден мора да се врати во неа со завет кон аманетот од татка си, да се грижи за себе најдобро што знае, исто колку и за неговиот брат Кира. Навистина е многу тешко кога во староста ќе останете сами. Тоа го раскажуваат Зора Јанева и нејзиниот сопруг кои што се сами на милост и немилост и немаат како да го поминат ниту денот, ниту остатокот од животот. Со екипата бевме кај нив и еве што тие раскажуваат во својата животна сторија. Зора Јанева е 65 годишна жена од Подараш која судбината пред повеќе од 40 на години ја носи во Покрајчево за да основа семејство. За себе таа ќе рече дека била принудена да работи уште од своји 8 години, а надежта за поубав живот ја спојува со Спасо, со кој ќе добие дури 4 деца, 2 машки и 2 девојчиња. За жал, живејќи и останат само девојчињата. Едното момче го губи уште како бебе, а второто поради леукемија пред неколку години.
Да не даде на никој Господ жена да почувствува загуба на дете. Јас тоа 2 пати го доживеав и однатре сум мртва, ќе каже Зора. За жал, ова семејство покрај големите загуби одамна е мртво и со духот, затоа што нема никаква поддршка, нема никаков приход за да преживее во месецот, а веќе и здравјето и годините им ја откажуваат лојалноста, па тие не можат да работат на нива за да извадат некој денар. А домот, стари повеќе од 100 години, е приказна за себе. Поради лошата финансиска состојба низ годините, очигледно прадедовците на Спасо се единствените кои заковале шајка во неа. Затоа ова семејство посака да го раскаже својот проблем и да побара помош ако ништо друго, барем за да се прехрани. Се наоѓаме во Радовишко покрајчево. Денес ќе ве запознаваме со животната сторија на двајца сопружници кои изгубиле 2 деца велат тие воопшто не ги гледаат. Денес ве запознаваме со судбината на Зора Јанева и Спасо Јанев. Добар ден. Оливера, се слушнавме по телефон. Дојдовме да ни раскажете како живеете. Добар ден. Спас си викам. Ти, Оливера. Оливера. Додека беам помладе, добро беше, ама сега од кога детето почина, после и секревот умре после 15 дена и од тогава ми се назад. Што толку тешко живеете? Што ви се случува, Зора? Што ми се случува? Да немам пари, немам што да се прекупува, не јаде ништо. И вода не ми плаќа на 5 години. И одех да плата. Ја забавам таа вода родовоѓа, доде такова бе, викам горе, што да правам, нема одега да плаќа. Ја и чешмите не се испукани тука, и таа е испукани таа, и нема кој да ти ги направи. А зошто велите не земате никаков приход? И одех да знам. Имате ли работено предходно? Сте работеле ли предходно? Абе, што работеме додека беа детето? Додека беа детето, тогава и сега... А што сте работеле кога бевте помлади? Само еден тутун, друго што да работам. На ниви, на ниви. На нивите. Ама сега нема, нивите се преложи, не тепат со вирански ниви, ниви сме имали, а тие ниви треба работа, не сме способни ние. Вие сте изнемуштени и не сте способни да заработите за живот. Па не сме способни, кој ти изора, треба некој да ти изора. И да ти се, не може веќе, јас се гледаше оти криво веќе. А зошто кривите? Ја тука сето ми е мраз, студени носим се. Од што? Имавте ли некаква несреќа? Така е сообраќајка, 2010 година беше сообраќајка, правиме, она и двете нози му креше, 6 месеци лежа дома, в кревет. И после како мало дете го чинуваме. Ова ли ви е куќата? Тука живеете? Тука живееме. А како живеете? Подобро да прашам. Веројатно. Не това, ја това се оди изгору, гледаш колку изчадено веќе. Старејќи тогаш бееме, квечеро беше, ни се запали од Жако и запали се доваѓа пожарните изгасија. Старејќи што беше квечер, мрачката беше. И чек да седна. Зошто седнувате? Не ви е добро? Не можем. Не можете да стоите? И дојде пожарната ноќе беше, а ако беше ноќеска ќе изгора и мине со сеговца. И не бива и не снима, ништо помош не да да. Па како ја поправивте? Ја поправивте ли куќата? Ништо, кој ти ја поправи? Ништо. А зошто не земате социјална помош? И па тепат на ти виразки ниви, нивите, кој ти работи, ниви треба да има, викам овде работи ги довиш как се работа. Јас сум работила од 8 години, сум за моделка по старо време, как што било. Как што било по старо време, се сум работила, и жнијале сме, и копале сме, и вадиле сме, и дрварка, и сечкарка, се на мене. Но дојде време на стари години да не можете да преживеете. Нема. И ошо со него полеке на магари има келево, не може да ода. И оно и двојата, и он не може само да иде, па ќе му случи нешто таму, кој ќе го види, кладенто. И така одме и двојата,
донесеме малко древа, нема пари, защо ти купаме? Човек ще купуват, ама ние нема пари, отде ти купиш? Зора Јанева, како и секој човек на овој свет, посакала се најубаво во својот живот. Затоа и вредно работела по нивите и по линијата уште кога живеела во куќата на татка си. На 22 години од подараш за нов дом го одбира домот на Спасово по Крајчево, со кој ќе добие 4 деца. Но очигледно судбината уште на почеток ќе покаже дека животот нема да биде воопшто лесен, па уште како бебе го губи првиот син, а после повеќе години ќе го изгуби и вториот пород. Останува само со 2 женски деца и ќе рече, никој не ми ја разбира маката, да ни даде Господ ни една мајка да остане без чедото. Јас од Подора сум тука, моминското име ми е Милева. 23 години. 23 години. Дојдовте во Покрајчево. 23-та година се роди синчето. 23 години, сосема доволно за да мислите тогаш дека направивте вистински избор. Дали денес го мислите тоа? Абе, денеска, шо ти мислам, ка не бива веќе. Не се враќат годините. Кога би можела да ги вратите годините, што би направила? И па правиме шо, арно беш на млади години, свекрвата дома, не на полето, и усеко, и шо бех бремена, јас до последно ден, јас со него, до последно ден бех на полето. Па јас од дете, од 8 години сум заработила и тука исто. Тогава се ме помлади и свекор помагаше, свекрвата дома, пипер се еме, бостан се еме. Од ова што ми кажувате, барем тогаш сте имале за храна, сте имале како да го поминете денот? Имаме и такво свекор взимаше, пензија взимаше и он помагаше. Ние ќе има на полето, они ќе накупат раса, ќе донесат на рака се еме, со колче. Колку деца имавте? 4. 4, ама двете беа машки и двете умреа. Това беше маленко по... Таа умуртен по керката беше, најмало беше, сега ќе беше 25 години. А второто момче од шо би почина? И па те леухемија го пронајдаа. Беше болен. Оперисуван беше долна срамота да беше оперисувано. Прекара това, после го пронајдаа леухемија и го испрати у Скопје, лежа у таквото у хематологија со детската хематологија. Таму почина во Скопје? У Скопје. И јас бех со него. И кога ми кажа докторот не бива и лажааме денеска утре и вика ако си одеш, вика треба да се подпишеш, вика и за да се да не одговарат они. И подпишаваме си, дојдеме си, у среда си дојдеме, у сабота вечер, но тука изгасаме. Турално том поте прекина јаденето и прекраварин износо. Колку деца имате? 2 моми, 2 ќерки и 2 сина. Синовете умра. Ја го е сино. Тоа маленкичко умре, уште бебе, оно умре. Лети 7 беше најмаленкото, а тај беше едно нешто притисна, ту у грај и умре. Ја го 15 години кај умре нашето дете. Многу на голема мајка сам, ама никој не ме верува. Но тие што и се живи децата, арно е на нив. А јас како сум? Двојца у 1 месец да испраташ, това е трошок. И никој ништо не ме помогна. Тешко е. Шо да правам? На кој што живи децата лесно. И може и да умре, ама децата като живи, па друго. Ќе се врата со них, ама дете испратили, тешко. Јас сега 17 години ќе наполнувам кај умрнувам тука. На 27 февруари. Тогава е Дими Борис Трайковски на таа дата умран и ја мој дет на таа дата. И на терапија кога носеме,
Сите ги плаќаа, ама граноцалнико на нас многу ни помогна, од лево беше граноцалнико. Оно носи да говори со таквото на траещо пара, траеч се вика това дете. Куќата во која што живеете е многу стара. Уште од вашите... Мајка ми и татко ми, они са починани. Поминани са мајка ми и татко ми, ама одамна. Оние првија татко ми мајстор бива и колеги има од Дукатино. Но сега на овие години не си во состојба да ја одржуваш. Како да одржам кога нема кој да дода да ја препра, на тај рече, не може. Абе таа куќа била, он ка се е родил. Спасто кога се е родил, он се е тука родил и од тука ништо не е поправил. Зошто не направивте ништо? Не успеавте низ животот и кога живеевте малку поубаво? Абе, шо, одеј да знам, свекоро пиеше, но не оставаше на нас пара, на мен не ми дава тога еш пара. И ќе ме заболат зъбите, ќе ми дава се крвата пари само за, како за пат пари. И за доктор, за повеќе немаше пари. Денес покрај сите загуби, Зора најмногу ја боли тешкиот живот, без парицата, стариот дом кој не е обновен уште откако е направен. Ја боли гладта, ја боли отфрлувањето од народот и најблиските, но ја боли и што покрај тешкиот живот не добива никаква социјална помош, затоа што на име на сопругот имало неколку ниви кои никој не сака да ги купи. Како капак на целата мака и сообраќајната несреќа што пред 2 години се случила и во која повеќе настрадал Спасо. Како резултат на тоа, денес и двајцата едва се движат и не се способни ниту да работат на нива. Не го направија виновен, блокирани сметките и сега тутум со водим тие години, не смеам да се искараме такво договора за на нашо име, на други договори носим. Тутуно го носим, ама сега и лето не се зна дали че може да се, не може да се вече. А тој се преживее кад не дава социјално. Нема кој да не поддржа. Не земате никаков приход, ниту социјална помош, ниту никаква пензија, бидејќи немате работа. Нема. Па он не работил, он е од војната тако ослободен ја. Он што удил на комисија, искарале го неспособен. Имаше документи, ама он ги сукинала, он не оте не знаат и освободил двапта на комисија, одбија го способен бил да работи. Јас знам дали е способен да работи. Ние живееме тешко, тутуни сееме, ама сееме по еден декар. Речи си, по еден декар сееме и стигали за дуица. И што да ти кажам друго, земјоделието е такво, пролетно време. Сега още е нели зимо, февра и март, ранките не јада още. На овие години способни сте да работите? Не можеме. Јас сум болен. Зошто не земате социјална помош? Абе, тепат на ниви имал. На негово име имал ниви. А кој ти работи ниво? Од тие ниви вика, немам приход ништо. Ја и ќерката вика, у Струмичкиот регион вика, нема врска, вика, 65 години сам напуне се дават те пензија. А туку в Радове се чинуват. Турејата на око и не ти дават и готово. Гонат и идам у социјални кризи, вика, нивите префрли, дај ги префрли. Викам, кој цака ниви веќе? Никој не еќе, вика, ниви. Јас кога ми треба нешто нема и оде од таквото, од родите пита пари за преживечка. Ја полни бани исклучиле струјата. Јас отимах тутуна, на рате се договорих, на рате плаќах струјата и нешто и они помогнати од доле, да ми приклуча струјата. И со имах фрижидер, се зарасипа и фарли ги. Сега немате ништо, ни фрижидер, ни ништо? Абе има горе фрижидера, ама што има у него? Чушки печена. Место нема. Што готвите кога немате никаков приход? Како се прехранувате? Ја бобче, уришче донесов од него, шкерките донесат уришче, бобче, чушки. Лепсо, што купуваш? А лепо купијам ја на вреќе брашно си месам, полека, вонку фурната печам на сачки. Многу сам на тешка мака. Јас викам,
Господ, защо ме навея тук да страдам? Не мога, аз се стапчал на града Корум, издал стапчето комбето и с стапче не можем да морам. Сега тук здравена ми се нозата. Зошто? Што ви се случи? Зошто ве болат нозата? Одей да знам. Дали от обратяйката, дали от студено. Како ви се случи собраќајката? Ние си идеме позади на едно дете от Ярголица и носил некоя комшинска невеста. И да, он лажа на доктора им е носила и позади сакаше да не притеца и ръгна околата и удари позади и аз паднах на тази страна и на койно му скръши ногата и койно умре и колата ни се краши. После имаше тук топо да сечем и да направим стото душаме на колата. Повреден беше Спасо, а вашиот сопруг? Он беше и двете нозе. А аз бех тук само набиена, тук и двете нозе ми бяха набиени, помудрени ми бяха. Дико струми се на доктор и инекции ми става, апчина поминам, ама сега дали от това ме боля тук и тук ще успия 2 години с него. От врата студено и се тук ме бие. Он подбера и органите и мен се тук ветър и това студено и А што се случи со Спасо после собраќајката? А? Тој дали беше способен после собраќајката? Способен беше. 2 години на стейки. На стейки не можеше да ода после ги хвърли и стейките. А железата ги нося, не смея да ги извадя. Звънуваме на доктора, вика, ако изкара, вика, железата, вика, може да остане инвалид, вика и... Търсия ми ги ножите, едно момче от село Ярголица удари, идейки си с кола и коин от градо, муѓу Позас и муѓу Ярголица. Цукране с касивно и удари и касивно и ајде право тигнаме, onda само до замната болница, у Скоп. Правија ми ги, железа ми торова, јас ништо не осетих. Ништо реци. Ама подоцна бивте закован за кревет? Да, доста каде и нама тие времена. Истемнува се малде, есенно време, околу феврал, октомври месец, октомври на есен, пред краja на летото. Иди ми си и чукнане и кој не удари и ништо не узеи. Право ме дигна у Радовишкото комбе, болничкото и onda саме от Скопје направија ми ги. Лежах 15 дена. Например, към пустия лежах с месеца и не може да станам от кревета. Не може. После да ту дигаме на стейки. Дигаме. Те така, те онака, те така, не знам що. Полека, ама не можам панановица да работам. Зора и Спасо навикнати се на сиромашен и прескромен живот. За нив многу би значила мала помош во било каква форма, само еднаш после толку многу години да може да си ја вратат насмивката на лицата. Да си имаш спокойство, да се слушаш, да си имаш приход да си имаш, тоа е најбитно. Ако немаш пари, ништо немаш. Ни мерак нема ни за работа. Тежок живота, оти нема пари, нема што, не може да надваксаме, се скапо, се качува од време на време. Кога никој не ти дава ни пари, ни мари, никој не ти отсутува. Кога дојде лето, откупуват мог, габи и желци. Низ Баиро. Одеме, собираме. За вода не сме платяли до 2012 година. Одей да плата. Бележки на купа има, от що да плата. Кадава социално, тогава чинувам, платяме се. Сам прекина един комшия, клевети способни сме били да работа и на него фана да дават, на нас не. Старајме да им на дукјано. Ти нема пари. Се скапа. Не може, не ми се од на дукјано, защото нема пари. Јанджик за лекове, ако нема лекове, не можем, јас ќе побрлевам. Гледам ноите да побида, да останам, да е топана там, навам, ќе се разодеш
друго минути времето, ама ноќе разни сонови ми давајат. Не можам до 12 сата да заспивам. Јас викам, шом нема никој на живото да доваја и кај ќе умрам, неќем никој да ми дојде. Никој, ја туку бахче да викам ми да чувам којто. Рече за нешто да те помогне, не можеле, нема на време. А после, кај ќе умр човек, тогава се умира, шо идеш? Не иде. На живото шом да увиде човек, това не е иде. Тажно съм, кој ме верува. Што да правам? Те у социјалното, където поверува да дават 50 динара. Барем нема за едена. Човеци имат пари да купуват и она четат читувата. Јас нигде не съм ујдела. Никако млада, ни на овие години. А ја тука комшиите са летува на тај манастира Чудиле, вика, ај, дорме по 1200 дара. Викам, одеј ки дај да бе, 1200 дара. Јас сакам да идам, малко да се разположиш, ама не ки си без пари. Со тие 1200 дара јас си скупувам да вреќе брасно и да не трпам за леп. Земате ли некаква помош, социјално нешто? Немаме, не дава. Зошто? Викат, ниви имаш. Викат ми, у социјалното радвище, нивито продадејте. На кој ти праскова, тај неќе, тај го моли, не ми треба. Само едни што продаме 2 ниви. Продаме на мој другар одонат. Продадеме ги и тие пари не траја една година. Детава, деонава и се постепено ги потопси ми. Де струјата платам, водата платам, стетавата. У секој преку 2 месеца. Навечер понекогаш кога остануваме сами со мислите, размислуваме за она листа на повреди, размислуваме колку се луѓе не повредили, воочуваме колку таа листа е долга. Наспроти тоа гледаме колку е мала листата на оние кои ни се извиниле за таа повреда, колку само секој ден помислуваме дека заслужуваме нешто убаво, а тоа убаво одамна не ни се случило. Ако не можете да им простите на повеќето луѓе од листата барем, простите се себе си, зашто сепак заслужувате поубав живот, па затоа дајте си шанса. Зора Јанева е 65 годишна жена од Подараш која судбината пред повеќе од 40 на години ја носи во покрајчево за да основа семејство. За себе таа ке рече дека била принудена да работи уште од своји 8 години, а надежта за поубав живот ја спојува со Спасо, со кого ќе добие дури 4 деца, 2 машки и 2 девојчиња. За жал, живејќи ја останат само девојчињата. Едното момче го губи уште како бебе, а второто поради леукемија пред неколку години. Да не даде на никој Господ жена да почувствува загуба на дете. Јас тоа 2 пати го доживеав и однатре сум мртва, ќе каже Зора. За жал, ова семејство покрај големите загуби одамна е мртво и со духот, затоа што нема никаква поддршка, нема никаков приход за да преживее во месецот, а веќе и здравјето и годините им ја откажуваат лојалноста, па тие не можат да работат на нива за да извадат некој денар. А домот, стари повеќе од 100 години, е приказна за себе. Поради лошата финансиска состојба низ годините, очигледно прадедовците на Спасо се единствените кои закувале шајка во неа. Затоа ова семејство посака да го раскаже својот проблем и да побара помош ако ништо друго, барем за да се прехрани. Се смета дека единствено што е вредно за живење е доколку поседуваме доблести како љубов и добрина, бидејќи тие ни инспирираат и ни генерираат натрешна сила и самодоверба и победуваат секој страв кој што го чувствуваме ние и останатите. Знам дека многу луѓе кои што денес ги гледаат двете семејства кои го ставија своето срце на дланка, ги поседуваат овие доблести и дека од овој момент ќе ги отворат своите телефони, своите срца и ќе им помогнат. Да им помогнеме сите, затоа што нашето малку некому може да значи се.
Мислам дека нема поболно од тоа да видите деца без родители. Денес, од цело градец Виничко ви носиме токму таква приказна. Денес сме кај Никола Евтимов, кој што од многу мал е останат сирак, без мајка и без татко. Добар ден, Добре, Никола. Јас сум Оливера, јас сум Нико. од срце на дланка и ве пријави една тетка добра жена која што ми кажа дека живеете тешко и дека сте сами. Да. Што се случува во вашиот живот? Што е со твојот живот? Јас останав без татко, без мајка и сега сме кај чичко ми и не може тоа да бидеме многу време. Значи, пораснеме, треба да си идеме у куќата. Таа куќа е од твоите родители, така? Да, Тука живеете сами со твојот чичко Да. и со неговиот син. Како ви поминува тука животот? па добро. Па чичко ми се грижи за нас и за школо пари дава. Значи, не оставил така. Не ве оставил. Се грижи да бидете и облечени и нахранети. Каде учиш? Колку години имаш и која година си? Сега сум втора година. Втора година. 16 години. Да. За кратко ќе завршиш и училиште. Какви ти се плановите за после тука? Па завршил училиште да се вработа. Да си имам за мене. А брат ти, твојот брат, Па исто имам. како? Што е со него? Ми кажа дека не е добар. Не. Што му е? Па он е со посебни потреби. И не е болен, Не може не е здрав. да учи и да, Да. исто како тебе. А веројатно кога ќе се преселиш од тука од кај чичко ти планираш да го земеш и него? Да, Овде живеете. да. Добар ден. Добар ден. Вие сте чичкото. Јас сам чичкото Представувам. на Никола и на Кирето. Чичкото херој што ги чува внучињата. Да. Повелете. Како живеете? Како поминувате? Как поминуваме? Ден да дојде, друг да пројде. Ги земавте? Тешко. Не ги оставивте на милост и немилост Не. децата? Совеста не ми даде да ги оставам у дом да идат. Сепак вие сте храбар, штом ги израснавте од толку мали. Сега втора година, трета ќе закара како сам и ја земал. Ника. Со смен да живеат. Двојците него и брат ми. И Кире го чувате? Да, Сигурно не ви е лесно? лесно. Како може да биде лесно со се наплата лесно? Това е многу малце. Така. Состојбата е те гледате. У кој смисол? Некој пат може и да доеме до кат и леп не може да си купиме. Со петина члена семејство. А за болникот да не кажуваме. Имате и болен брат тука што го чувате. Да, те го лежи у кревет. Се е на ваша Се е на мој терет. терет. Од никој нема една банка, ни од брат или од некој да е рекол да помогне. Неговите мајка и татко починале, но создале живот на момче кој допрва треба да го види животот. Младиот Никола Евтимов од цело градец има само 16 години, а од своја 6 годишна возраст поради болест ја губи и мајка си. На неа, за жал, многу и не се сеќава, па сите животни мудрости да лани ги учи од татка си. Пасење стока на планина, садење, работење, љубов кон животните, начин на преживување. За среќа, неизмерната љубов на неговиот чичко Миле нема да дозволи животот на Никола и Кира да продолжи во дом. Иако сам без сопруга чува и друг болен брат и син, сепак отстапил 2 кревета за своите внуци подготвен да го продолжи воспитниот пат онаму каде неговиот брат мораше да застане. И нема да биде вистина ако Никола каже дека и во куќата на чичко му се чувствува како дома. Тој се уште домот каде му паднало по почетот го смета за свој дом. И во најстудените денови оди и седи во студените зидови подсетувајќи и фантазирајќи дека некогаш тука пак ќе го продолжи животот. Не е свесен како ќе се поправи таа куќа, но знае дека еден ден мора да се врати во неа со завет кон аманетот од татка си, да се грижи за себе најдобро што знае, исто колку и за неговиот брат Кира.
Се наоѓаме во Радовишко покрајчево. Денеска ве запознаваме со животната сторија на двајца сопружници кои изгубиле две деца велат тие воопшто не ги гледаат. Денес ве запознаваме со судбината на Зора Јанева и Спасо Јанев. Добар ден. Оливера, се слушнавме по телефон. Дојдовме да ни раскажете како живеете. Добар ден. Спасо си викам. Ти, Оливера. Оливера. Додека беем помлади, добро беше, ама сега од кога детето почина, после и свекрвата умре после 15 дена и од тогава ми се назад. Што толку тешко живеете? Што ви се случува, Зора? Што ми се случува? Да нема пари, нема што да се прекупува, не јаде ништо. И водата не ми плаќа на 5 години. И одех да плата. Ја забавам тая вода, родоводја, доде такова бе, викам горе, што да правам, нема одега да плаќа. Ја и чешмите не се испукани тука, и таа е испукани таа, и нема кој да ти ги направи. А зошто велите не земате никаков приход? И одех да знам. Имате ли работено предходно? Сте работеле ли предходно? Абе, што работеме додека беа детето? Додека беа детето, до тогава и сега... А што сте работеле кога бевте помлади? Само еден тутун, друго што да работам. На ниви. На нивите. Ама сега нема, нивите се преложи, не тепат со вирански ниви, ниви сме имале, тие ниви треба работа, не сме способни ние. Вие сте изнемуштени и не сте способни да заработите за живот. Па не сме способни, кој ти изора, треба некој да ти изора. И да ти се, не може веќе, јас гледа се оти криво веќе. А зошто кривите? Ја тука сето ми мраз студени носим се. Од што? Имавте ли некаква несреќа? Така сообраќајка 2010 година беше сообраќајка правиме, она и двете нози му креше 6 месеци лежа дома, кревет. И после како мало дете го чинуваме. Ова ли ви е куќата? Тука живеете? Тука живееме. А како живеете? Подобро да прашам. Веројатно. Не това, това те од изгору, гледаш колку изчадано веќе. Старејќи тогаш што бееме, квечеро беше, ни се запали од жако и запали се доваѓа пожарните изгасија. Старејќи што беше квечер, мрачката беше. И чек да седна. Зошто седнувате? Не ви е добро? Не можам. Не можете да стоите? И дојде пожарната ноќе беше, ако беше ноќеска ќе изгора и мине со събувца. И не бива и не ни снима, ништо помош не им да да. Па како ја поправивте? Ја поправивте ли куќата? Ништо, кој ти ја поправи? Ништо. А зошто не земате социјална помош? И па те пат на тие вирански ниви, нивите, кој ти работи, нив треба да има, викам овде работи, ги довиш как се работа. Јас сум работила од 8 години, сум за моделка по старо време, как што било. Как што било по старо време, се сум работила, и жнијале сме, и копале сме, и водиле сме, и дрварка, и сачкарка, се на мене. Но дојде време на стари години да не можете да преживеете. Нема. И ошо одма со него полеко на магари има келево, не може да ода. И оно, одма ми двујата, и он не може само да иде, па ќе му случи нешто таму, кој ќе го види, кладенто. И така одма и двујата, донесеме малку дрва, нема пари, што ќе купиме, човек ще купуват, ама. Ние нема пари, оде ќе купиш?